Се уште не е пронајден сторителот кој ги труеше домашните миленици во Пробиштип. По бројни реакции од граѓани во општината, градоначалникот Тони Тоневски вели дека случајот е пријавен и се постапува, но истрагата е во надлежноста на Министерството за внатрешни работи и се уште е во тек. Во изминатиот период беа забележани случаи на труење на домашни миленици на повеќе локации низ градот, вклучително и во централното подрачје. Граѓаните реагираат дека отровот бил оставан и по дворови, па затоа и натаму бараат расчистување на случајот. Имаше такви проблеми на територија на општина Пробиштип во еден дел од градот, затоа надлежно е Министерството за внатрешни работи, бидејќи се работи на проблемот, постапката е во тек. Јас немам точни информации од сега дали е пронајден, меѓутоа до пред некој ден не беше пронајден тој што ги труе кучињата. Се надевам дека полицијата ќе ја заврши работата и во иднина нема да се случуваат вакви проблеми. Тоневски прашан дали од тогаш има вакви или слични случаи во градот, категорично кажа дека не. Се надева дека нема повеќе да има, а надлежните ќе си ја завршат својата работа. Од тогаш, кога беше актуелно ова прашање, нема веќе ваква појава и се надевам дека и во иднина нема да има. Инаку ова не е прв ваков случај во источниот регион. Во изминатите години неколку пати исто беа регистрирани труења на животни. Покрај во Пробиштип и во Штип минатата година покрај труење беа забележани вознемирувачки случаи на оставање шајки во колбаси, со што директно се загрозуваше безбедноста и на животните и на граѓаните.